Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Со сесијата на тема Мир и демократија наспроти војна и автократија почна вториот ден на Преспа форумот за диалог. За половина месец во Тетовско биле казнети 100 лица, претежно средношколци, кои возеле без положен возачки испит и валидна дозвола. Представена изложба на ликовни дела изработени од ученици од Основното училиште Андреа Савески Чичиш под менторство на наставникот Зоран Бошковски. Регионалната стабилност и безбедност, проширувањето на Европската Унија и перспективите кои се нудат за младите во регионот беа во фокусот на дискусијата на денешната сесија Мир и демократија наспроти војна и автократија на Преспа форумот за диалог, на која говореа претседателите на Македонија, Хрватска, Албанија и Црна Гора. Во видеообраќање, генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг порача дека НАТО секогаш ќе го одбере патот што води кон надеж, демократија и мир. Премиерот Димитар Ковачевски пак ја отвори премиерската сесија. Искрената регионална соработка го одржува регионот стабилен. Откако толку долго време бевме во чекалната на Европската Унија, како што се кажав со Северна Македонија, луѓето бараат алтернативи на тоа. И тоа се преведува во остриот пат на ентузијазмот за ЕУ, кој што е она што се случи токму со нас. Ние забележавме најостар пат во поддршката за ЕУ од нашиот народ. Точно 25 степени во изминатите 20 месеци поени, и секако доколку нема преговори, ова отвара простор за така наречените злонамерни влијанија од третиот фактор, така наречените надворешно регионални моќи. Зошто? Бидејќи земјата која што се наѓа во таква ситуација не е дел од заедничкото споделање информации и не е дел формално од механизмите за справување со кризи. Овој настан прашува дали ќе имаме едно проширено европско семејство до 2030 година. Дали тоа е мисија невозможна или мисија возможна? Одговорот е дека тоа е и повеќе од возможно и всушност се случува во моментов. Следејќи ги стапките на Северна Македонија, Финска ја се придружи на Алијансата. Тоа е во директен одговор на руската инвазија врз свој сосед. И сакам да ве уверам дека и шведското пристапување кон НАТО ќе биде комплетирано што е можно побрзо. Украина исто така припаѓа на евроатлантското семејство. Сите наши сојузници се согласија дека Украина ќе стане членка на НАТО. Политичката цел на Западен Балкан е полноправно членство во Европската Унија. Бидејќи местото на сите држави од Западен Балкан е во Европската Унија, а регионалните иницијативи се еден од начините на подобра соработка на патот кон полноправно членство во Унијата. И сите држави во регионот сме практично на тој пат, бидејќи регионот денес го има потребниот лидерски потенцијал за носење на такви одлуки. И тоа што е неопходно сега е ние да ги удвоиме нашите напори на секој план, но да ја добиеме и потребната поддршка од европските партнери за да го забрзаме процесот на интеграцијата. Ова го истакнувам од причина што никогаш појасни не биле пораките од нашите стратешки партнери од Европската Унија дека до 2030 година е можно проширување на Европската Унија со земјите од Западен Балкан и дека сега практично работата е на нас како ќе ги движиме процесите во регионот. Германскиот парламент Бундестагот со мнозинство гласови на пратениците од трите владеачки партии синоќа ја изгласа резолуцијата со која се дава поддршка на македонскиот идентитет, јазик и култура на патот на земјава кон членство во Европската Унија. Резолуцијата не доби поддршка од опозицијските партии.
Со оваа резолуција им одаваме длабока почит на македонскиот идентитет, јазик, култура и историја. Наскоро повторно по четврти пат во последната година ќе патувам во Скопје заедно со моите колеги од Франција и Полска во обид да ги охрабриме уставните измени. Граѓаните губат вербата во европската перспектива. Мора да вратиме до вербата во Европската унија и да ги искористиме сите можности за да ги охрабриме нашите партнери во Северна Македонија. Тврдењата дека ова ќе го загрози идентитетот се погрешни. Вметнувањето дополнителни заедници во Уставот, напротив, само ќе го зајакне мултиетничкиот карактер на државата, која е пример за целиот регион. Зошто се издвојува Северна Македонија од останатите држави од регионот? Да се разгледува секоја земја од Западниот Балкан одделно не е целисходно. Канцеларката Ангела Меркел секогаш на регионот му пристапуваше како на целина. Тоа е една корумпирана и нестабилна држава. Просечната социјална помош во таа земја е 50 евра месечно. Замислите таа земја да влезе во Европската унија и на 2 милиони луѓе да им дадеме пристап до нашиот социјален систем. Со младенска невработеност од 40% и секој петти жител кој живее под границата на сиромаштијата, токму сончеви колектори со она што и треба на земјата. Синдикатот на Царинската управа денеска на предупредувачки протест. Бараат исплата на додаток од 30% на платата и нов колективен договор. Новиот директор на Царинската управа, Стефан Богоев, ги повика синдикатите на разговор за да се запознае со нивните барања. Денес сме тука пред Царинската управа на предупредувачки протест, кој е организиран со едно единствено барање, а тоа е правилна примена на членот 67 став 3 од Законот за Царинската управа, во која е наведено дека царинските службеници добиваат 30% од платата, како на дополнување на редовната плата, поради посебните услови од работа, како и поради посебна одговорност која произлегува од работното место. Иако овој став е содржан и во колективниот договор за вработените во Царинската управа, ниту еден вработен никогаш не го добил овој додаток, и овој додаток никогаш не е евидентиран на платните листи на вработените. Вработените денеска одлучија да се изрази револтот на мирен начин, за време на пауза и да не се нарушува работниот процес со цел граѓаните на Република Македонија да можат да патуваат, а приватниот сектор и стопанството да имаат слободен увоз и извоз на стока. Бидејќи Царинската управа има нов директор, очекуваме негова прва работна задача да биде токму ова, решавање на овој проблем, а и очекуваме работна средба со него на која ќе договориме рокови за решавање на истиот проблем. Значи, јас сум неполни 24 часа на позицијата, излегов за да поканам представници на синдикатот и на вработените да дојдат и да ми ги кажат лично, да се упатам детално во барањата кои што ги имаат како вработени и како синдикат. Потоа, нормално, со службите во Царинската управа, ќе разговараме што до сега е направено, бидејќи се направени работи и до сега во полето на работничките права и условите на вработените внатре во Царинската управа, и во координација и со Управата за јавни приходи, која што има сличен проблем, ќе разговараме и со Министерството за финансии. Во моментов не можам да ветам, ниту да кажам ништо и мислам дека е логично и барам да се очекува од мене да добијам некое време за да можам да се запознам детално со работата. За 15 дена во Тетовско биле казнети 100 лица, претежно средношколци, кои возеле без положен возачки испит и валидна дозвола. Во изминатата прва половина од овој месец, заклучно со денеска, на поширокото Тетовско подрачје вкупно биле изречени 100 мерки за управување возила без положен возачки испит и валидна дозвола. Претежно станувало збор за млади лица на средношколска возраст кои управувале патнички возила најмногу низ градските улици, кон нивните училишта или кон угостителски објекти. Сите се исклучени од сообраќај, изготвени им се поднесоци, согласно член 225 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со кој е предвидена парична глоба од 250 евра во денарска противредност. Толкава глоба ги очекува и собствениците на возилата кои им ги дале да ги управуваат, иако знаеле дека немаат дозвола за тоа. Секторот за внатрешни работи Тетово со потсетување и апел пред се до младите адолесценти да се воздржат од управување без положен возачки испит, зашто на тој начин ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Покрај ова, на сите возачи им се укажува да бидат докрај внимателни и да ја прилагодат брзината според условите на патот.
зашто поради долготрајните дождови коловозите се мощне влажни и лизгави, а на поедини места и полни со вода. Им се советува исто така да внимаваат и на пешаците наоколу за да не ги испрскаат со вода, бидејќи тоа представува прекршок за кој паричната глоба изнесува 35 евра во денарска противредност, велат од ЦВР Тетово. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 20 часот и 50 минути на улица Маршал Титово Тетово привеле 20-годишничка од Република Словачка затоа што го нарушила јавниот ред и мир со агресивно однесување и поради сомнение дека непријавено престојувала на подрачјето. Таа била задржана во полициската станица Тетово за понатамошна постапка. Вчера околу 10 часот на улица Цветан Димово Тетово полициски службеници на СВР Тетово со судска наредба извршиле претрес во возило сопственост на 31 годишник од Гостиварско Чегране, кој се наоѓал на издржување затворска казна. При претресот во возилото била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот против инволвираниот ќе биде поднесена соодветна пријава. Во местноста Моклиште, кај кавалеричкото село Ваташа, денеска беа одбележани 80 години од стрелањето на 12 младинци за време на Втората светска војна. И после 80 години од овој грозоморен чин на убиството на 12 млади ваташки деца, и денес болката е се поприсутна, но и споменот е се поприсутен. Наша должност е овој грозоморен чин, кој што пред 80 години го изведе тогашната бугарска фашистичка влада, никогаш повеќе да не се случи и токму затоа имаме чест да бидеме денес тука, дадеме признание на семејствата на 12 загинати младинци и да испратиме порака дека оваа крвава страна од историјата што тогашната бугарска фашистичка влада ја испиша, никогаш повеќе не сме да се повтори. Ја градиме иднината врз основа на минатото и да се темелиме на она што значи 80 години од зверското стрелање на овие 12 младинци. Сите младинци немале ниту 120 години заедно на нивното стрелање, а тоа е еден човечки живот кој што ги има живеано еден единствен човек. Така да се убие дете, да се стрела 12 деца е незаборавен чин, меѓутоа ние сме народ христијански, православен, кој што знаеме да проштеваме, меѓутоа прошката ја бараме со оно што значи извинување и поклонување пред токму овие бисти и спомени кои што го сторила тоа е бугарскиот окупатор. На зверски начин овие 12 младенци се убиени од страна на бугарскиот фашистички окупатор за време на Втората светска војна. И тоа е чин кој што треба сите да не обедини. Тоа е чин кој што не треба никогаш да го забораваме. Вчера вечер во Тетово беше представена изложба на ликовни дела изработени од ученици од основното училиште Андреа Савески Ќиќиш од Тетово под менторство на наставникот по ликовно образование Зоран Бошковски. Изложбата е наречена ретроспективна, бидејќи ја покажува работата на учениците во изминативе 2 години. Голем број ликовни дела, изработени во сликарски техники, мозаик и линорез, можеа да се погледнат вчера во рамки на ликовната изложба на учениците од основното училиште Андреа Савески Ќиќиш од Тетово, под менторство на нивниот наставник по ликовно образование Зоран Бошковски. Изложбата е наречена ретроспективна, бидејќи беа изложени дела кои учениците заедно со наставникот ги изработувале низ изминативе 2 години. Сите овие слики што ги гледате се копии на познатите уметници, познатите ликовни уметници Ван Гог, Клод Моне, Пикасо. Целта е да преку тие копии на некој начин децата осознаат основните ликовни елементи и принципи во ликовната уметност. Децата навистина одлично одговорија, значи на оваа задача и јас сум премногу импресиониран од нивните трудови.
Како што објаснува Бошковски, Тетово изобилува со детски таленти, особено на полето на ликовната уметност, и согласно тоа дополнува дека треба да се даде поголемо внимание на ликовната култура кај нас. А Тетово изобилува со таленти, музички таленти, таленти од ликовната уметност, од драмската уметност, и со еден збор комотно Тетово би го нарекол град корен на уметноста, и од таа причина се заложив да одвоим време да тоа го афирмирам, не е ова само за децата, туку е ова потеки за сите нас, да се обрати внимание за ликовната култура од пошироки размери. Настанот беше збогатен и со музички изведби на учениците. Маестрален концерт за вистинско уживање на присутната публика денес во Тетово приреди 14-годишната виолинистка Бисера Кировска. Виолина свири уште од 6 години, а има учествувано на голем број музички надпревари. Четиринаесетгодишната виолинистка Бисера Кировска со маестралниот концерт одржан денес во Средното музичко училиште во Тетово приреди вистинско уживање за присутните. Кировска се представи со добро избрана музичка програма, а публиката можеше одблиску да се увери во нејзиниот талент, наградувајќи ја со заслужени аплаузи. Се представам со композицијата Вивалди Лето, ќе свирам песна за графски за соло виолина и ќе свирам од композиторот Астор Пиацола Вуелва Устур композиција, исто така ќе свирам цел триптих од што го напише мојот татко Љубиша Кировски, првин за виола, Гајда Кава Узурла, но бидејќи јас многу сакав да го свирам, ми го направи за соло виолина во скордатура. Кировска, како што истакнува пред нашата камера, виолина започнала да свири уште од 6 годишна возраст, заедно со нејзиниот татко Љубиша Кировски, кој потекнува од Тетово. Почнав да свирам виолина на 6 годишна возраст, уште од мала кога го слушав татко ми како свиреше, многу сакав да го свирам инструментот виолина, како мала го нарекував линка. Младата виолинистка има учествувано на бројни музички надпревари, од каде има понесено многу награди.
Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!